Произведувачите на ориз од Кочанско со протест бараат прифаќање и реализирање на ветувањата кои ги добиле од Министерството за земјоделие. Цената на оризот е доста падната, проценките за нафта сведени на минимум. Со тоа не се покриваат ни трошоците, а за заработка не се ни зборува. Со овој протест сакаме да му дадеме на знаење на министерот дека нашите барања ги повторуваме. Тоа е цената на оризот, на оризовата арпа да биде зависно од квалитетот од 25 до 30 денари, белиот ориз од 50 до 60 денари. Субвенцирањето на оризот да биде 30.000 денари по хектар. Бараме зголемување на квотата на нафта за обработлива површина, бидејќи сега ни пресметуваат 40 литри по хектар, а нас ни е потребно 120 до 150 литри по хектар. Имаме и други барања кои се доставени до министерот. Се надевам дека тие ќе имат храброст да ги разгледат и да ни помогнат во нашето производство на ориз, за да не бидеме приморени да се откажеме од истото. На овој штрајк ние сакаме исто така да изразиме и солидарност со тутунопроизводителите, со сточарите, лозарите, градинарите и сите други земјоделци во оваа држава, затоа што ние сме дискриминирани. Доколку пропадне оризопроизводството, кој ќе го храни градот? Ние сме тие земјоделците кои што придонесуваат кон оваа земја. Ние сме третиот економски столб во оваа држава, а ние сме дискриминирани и притиснати на работ на општеството. Денешниот протест беше мирен, претходно најавен, со обезбедување од полициски службеници со тоа што произведувачите на ориз со колона од трактори по главниот пат од село Облешево кон Кочани си ги бараат своите права. Не е изоставена и можноста никој да не одговори на нивните барања, но во тој случај протестите ќе се зголемуваат. Ако не се актуализираат сите овие барања, ние ќе продолжиме со масовни протести и патот Штип-Кочани иде блокиран на неодредено време, по 2 дена, 3 дена, 5 дена. Ние не тражиме ваучери за годишни одмори. Ние не бараме рамковни вработување. Ние бараме маката наша да биде платена. Ние бевме кај ресорниот министер преди месец дена и се договоривме да дојде во Кочани. За жал тој беше, ниеден од производител не беше поканен, него беше кај откупувачите и кај градоначалникот на Кочани. Мислам, со такви луѓе нема разговор. Сите овие проблеми, значи наведени, му се кажани дека оризовата арпа треба да биде од 25 до 30 динара, а бели од 55 до 60. За тоа гледаме дека нема слух. Ние не сме дојдели за убаво. Само еден апел од мене последен. Сите земјоделци, без разлика оризари, лозари, тутунари, да се обединеме и тогава ќе видиме појаки. Исто така се забележа и стравот кај произведувачите на ориз, бидејќи како што велат тие, ноќеска имало притисок врз истите. Маката ги натерала луѓето дури да не го продаваат својот труд, бидејќи цената е неприфатлива. Па видите, со оризот секоја година е полошо и полошо. Ние веќе земјоделците не може да обстоеме со тие цени. Значи јас имам ориз сејано по 17 хектара, сега спаднав на 7. Имав договор со државата за закупнина, под наем земано, раскинав го договорот и гледам дека џабе работиме. Значи не можеме, ние инвестираме и на крајот не може да се поклопиме. Со доцнење на сеидбата, а со тоа и на жетвата, квалитетот на оризот е помал. Но трудот и маката на произведувачите на ориз не е незначителна. Со овој, како што велат тие, предупредувачки протест, бараа да се слушне и нивниот глас и да се одобрат и нивните барања.